подобрување на енергетската ефикасност ќе влијаеме и на намалување на аерозагадувањето и ќе влијаеме и на намалување на климатските промени, нешто што е глобална криза и со кое сите држави се обидуваат, се разбира, заеднички да се справат. Во борбата против климатските промени, токму воведувањето и поголемото искористување на обновливите извори на енергија и енергетската ефикасност се практично клучните алатки за да можеме успешно да се справуваме со оваа климатска криза. Секако, енергетски ефикасните објекти влијаат и од економски, од финансиски аспект, се разбира на подолгорочен рок, бидејќи со заштедата на електрична енергија која овие јавни објекти ја трошат за своето функционирање, на долг рок овој заем ќе биде исплатлив и мислам дека околу тоа сите се согласуваме. Мене како лекар посебно ми е драго што со овој проект се опфатени и здравствените домови и Институтот за физикална медицина и рехабилитација и се надевам дека и со основањето на Фондот за енергетска ефикасност, за кој со години наназад зборуваме, ќе можеме да го забрзаме и ефикасно да го спроведуваме воведувањето на енергетската ефикасност во сите објекти, не само во јавниот, се разбира и во приватниот сектор. За подсетување, минатата година, точно пред една година, во Собранието го донесовме Законот за енергетска ефикасност, со кој исто така се предвидува основање фонд за енергетска ефикасност и е многу важно што со овој заем практично ќе се овозможи и финансиска поддршка за да може овој фонд за енергетска ефикасност да почне да се спроведува.